за урбаните вести, добродојдовте. Градоначалникот на општина Бутел денеска даде отчет за сработеното. Кои се проектите со кои се пуфали, ќе дознаете веднаш по генералната најава. Останете со нас. За една година во општина Бутел се реализирани над 50 проекти. Со лепење на лепници на возилата против загадувањето на воздухот. Покрај другите болести, и аутизмот се јавува како резултат на загадениот воздух. Изградено детско игралиште во Чифлик, општина Петровец. Над 50 реализирани проекти за една година во општина Бутел. Се работеше во делот на инфраструктурата, образованието, како и во делот на културата и културните манифестации. Градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски, даде отчет за сработеното за изминатите 365 дена. Во изминатите 365 дена од раководењето со општина Бутел, градоначалникот Велимир Смилевски реализираше голем број на проекти во сите области. На територија на Бутел изминатата година се реализирани повеќе од 50 проекти, манифестации или настани значајни за жителите на Бутел. Се работеше во делот на инфраструктурата, во делот на образованието и се разбира во делот на културата и културните манифестации. Градежните активности беа забележителни на десетина улици во општина. Темелно се реконструирани улиците 3, со 3 нејзини крака во вкупна должина од 800 метри. Улицата Душко Поповиќ, 2 улици во Радишани, една во Љуботенски пат. За реконструкцијата на овие улици од буџетот на општина Бутел обезбедени се 2 милиона и 500 илјади денари. Можеме да се пофалиме, во рок од една година изградивме и реконструиравме 10 улици. Со тоа и оваа улица која што е стара 50 години ја реконструиравме, улицата Душко Поповиќ, но тука не застануваме. Изминатиот период, како што кажав, 10 улици, кои што во секоја населба имавме можност да реконструираме или да изградиме по една нова улица. Се надевам дека во наредната година или во крајот на оваа година ќе започнеме уште 2 улици во селото Радишани, со тоа ќе завршиме еден голем проблем на граѓаните кои што се на нашата територија. Градоначалникот Смилевски додава дека за потребите на граѓаните во тек е изградбата на 6 пешачки патеки, од кои 3 се веќе готови со вкупна вредност од 4 милиони и 300 илјади денари, обезбедени од буџетот на општина Бутел. Ова е едно од повеќето игралишта кои што во текот на оваа година ги изградивме, кои што се надевам дека наредниот период ќе бидат уште повеќе интензивирано изградбата на вакви детски качиња, каде што не само децата и повозрастните ќе си го најдат своето место. Во изминатата година, градоначалникот Смилевски ја потенцираше соработката со град Скопје. Во соработка со градот беше пуштена во употреба новата делница од првата фаза на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Почна проширувањето на булевар Босна и Херцеговина на потегот од булевар Словенија до крстосницата со Кемал Сейфула. Исто така започна изградбата на атмосферската канализација на улица Александар Ударевски, на потегот од кружниот тек до семафорите каде се работеше првата фаза, па се до Бутелска каде се реализира втората фаза. Ја поврзуваме улица Александар Ударевски со Бутелска, со нова атмосферска канализација и мислам дека ова ќе допринесе многу за жителите на овој дел, со тоа што ја изработуваме во 2 фази. Првата фаза е од кружниот тек до семафорите, а втората фаза од семафорите до трианглата, поточно до знамето. Со тоа, мислам дека градешните активности ќе бидат помалце од 30 на дена. Во моментот работиме 8 дена и воедно и ги замолувам граѓаните на општина Бутел кои што ја користеа во изминатиот период улицата Александар Ударевски, да ги користат другите алтернативни можности преку улицата Бутелска, преку улицата Натанаел Кучевишки, за да го растеретиме овој дел, за да може побрзо да ги завршиме овие градежни активности. Градоначалникот Смилевски потенцираше дека се работеше и на уличното осветлување во општината, со цел нормално и безбедно да функционира и во ноќните часови. На повеќе локации поставени се неколку десетици нови електрични столбови и канделабри, а обновени се и светилките во дворовите на сите основни училишта и градинките. Поставивме нови канделабри, сменети се стари 34 канделабри, кои што е и поставена цела нова електрична инсталација, затоа што во изминатиот период имавме доста проблеми и дефекти. Се надевам дека
Ова е стартот на промена на старите канделабри кои што се од 67 и 69 година. Со тоа, како што обеќавме, Бутел ќе го осветлиме, ќе биде убав. Во текот на изминатата година се даде акценти на чистењето во општината, каде покрај тековното одржување се реализираа и 2 есенски и 1 пролетна акција за темелно чистење на општината. Исто така се уште е актуелна и долгорочната акција за собирање на електронски отпад. Во делот на образованието, сите училишта и градинки подготвено ја дочекаа учебната година. Во детските градинки имаше и поголеми градежни зафати. Станува збор за седиштето на детската градинка 11 октомври и клонот Ташко Караджа во Радишани, во кој темелно беше реновиран одделот за јасли. Во текот на една година, општина Бутел посвети внимание и на повеќе културни манифестации. Треба да се одбележи и проектот со кој се вработија 14 лични асистенти што ќе се грижат за децата со посебни потреби во основните училишта во општина Бутел. Направивме се она што можевме во текот на првата година. Се она што ни остана од ветеното и од програмата, сум сигурен дека во наредната втора година, во мојот прв мандат, ќе бидат завршени и се надевам дека во третата година ќе имаме уште нови проекти за потребите на граѓаните на општина Бутел. Од сите овие реализирани проекти во текот на една година, може да се заклучи дека општина Бутел активно работи на обезбедување подобри услови за живење за сите жители во општината. Со цел намалување на загадувањето на воздухот кое го причинуваат автомобилите, планирано е воведување на налепници за секое возило кое учествува во сообраќајот, согласно еколошките стандарди. Налепниците ќе бидат во 3 бои кои ќе означуваат колку загадува автомобилот. За загадениот воздух во Скопје придонесуваат повеќе фактори. Покрај оджаците на домакинствата и фабриките, едни од најголемите загадувачи се и автомобилите. Со цел намалување на загадувањето на воздухот кое го причинуваат автомобилите, планирано е воведување на налепници за секое возило кое учествува во сообраќајот, согласно еколошките стандарди. Налепниците ќе бидат во 3 бои кои ќе означуваат колку загадува автомобилот. Зелената боја се однесува на возила од прва категорија, кои имаат европски емисиони стандарди Евро 5 и Евро 6, како и возила со емисија на издувни гасови Евро 4, на кои е вграден уред на течен нафтен газ или компримиран земјен газ, хибридни возила и електрични возила. Тие слободно ќе се движат во заштитените еколошки зони, дури и при енормно загадување на воздухот во градските средини. Жолтата боја ќе им се става на возила кои се од втора категорија, односно имаат Евро 3 и Евро 4, како и возила со емисија на издувни гасови Евро 2, на кој е вграден уред за погон на течен нафтен газ или погон на компримиран земјен газ. Тие ќе имаат ограничено движење во сообраќајот, во зависност од одлуките донесени од општините, односно од градот Скопје во деновите кога ќе се утврди надминување на прагот на загаденоста. Додека пак налепници со црвена боја ќе се лепат на возила од трета категорија, односно од Евро 2 и пониско, како и на возила за кои производителот нема дефинирано емисија на издувни гасови. За нив ќе се воведе забрана за движење во општините во периодот кога има загадување на воздухот. Целта од воведувањето на еколошката налепница, согласно одредбите на Законот за возила, е да придонесе во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето во урбаните средини. И во следните минути остануваме на темата загадување. Покрај респираторни болести, научниците потврдија дека загадувањето доведува и до аутизам кај децата. Најмногу на удар од загадувањето се токму децата, кои страдаат поради тоа што нивните бели дробови се уште се развиваат и ним им е потребен повеќе воздух отколку на возрастен човек. Веќе е добро познато дека загадениот воздух штетно влијае врз здравјето на човекот. PM10 частичките се мали частички кои го загадуваат воздухот. Во себе го содржат целиот отров кој го испуштаат фабричките оджаци, возилата, електроцентралите и така натаму. Тоа што се толку мали, има возможува да пробијат секаде во човечкото тело, а најопасно е кога ќе навлезат во белите дробови.
Толку се мали што телото никако не може да се одбрани од нив и штом нападнат, секако влегуваат во нас. Не им е проблем да стигнат и во најдлабоките делови на белите дробови. Со самото дишење на PM10 частичките, кои во неколку наши градови ги има и по 5 пати над дозволените количини, сте поблиску до астма, хроничен бронхитис, намалена функција на белите дробови, проблем во обидот да земете здив, а значително се зголемени и ризиците од срцев удар или рак. Најмногу на удар се децата кои страдаат поради тоа што нивните бели дробови се уште се развиваат и им е потребен повеќе воздух отколку на возрасен човек. Кога кривкиот детски организам е изложен на PM10 частичките, кај него почесто се појавуваат детски болести и што е најстрашно, белите дробови може да не се развијат како што би можеле кога воздухот би бил чист. Ваквиот воздух им ја намалува нивната функција, уште додека се мали, и потоа е доцна за подобрување на ситуацијата. Со тоа расте и ризикот за заболување од астма. Покрај овие болести, научниците потврдуваат дека изложеноста на одреден вид загаден воздух во раното детство може значително да го зголеми ризикот од развој на симптоми поврзани со нарушување од аутистичен спектар. Се наведува во новото истражување на научници од Универзитетот Монаш, објавено во Science Alert. Одредени студии претходно укажуваа на можно влијание на загадениот воздух на неродените деца, но научниците од Монаш забележале дека постои континуиран ризик на развој на нарушување од аутистичен спектар во првите неколку години од животот на детето, доколку тоа живее на подрачје со голем степен на загаденост. Истражувањето во Шангај го спроведува експерти по јавно здравје, кои го наблюдувале влијанието на загадениот воздух по здравјето на околу 1500 деца. Истражувачкиот тим ги следеше животите на 124 аутистични деца и 1240 деца кои немале дијагноза за аутизам. Испитаниците биле на возраст меѓу 3 и 12 години. Научниците ги поврзаат дневните количини на честички со големина од 1,25 и 10 микрони со оние места каде тие деца живееле во првите 3 години. Тимот забележа јасен образец. Децата кои во текот на првите 3 години биле изложени на честички со големина од 1 микрон имаат 86% поголема веројатност да појават симптоми на аутизам. Истражувањето покажа дека честичките со големина од 1 микрон се поопасни по здравјето на луѓето од честичките со друга големина. 13-тото поред детско игралиште во општина Петровец денеска беше пуштено во употреба. Станува збор за детски забавен парк во населеното место Чифлик. Општината најавува изградба на детски забавен парк и во населеното место Чојлија. Децата од населеното место Чифлик во општина Петровец од денеска ќе можат слободното време да го поминат забавувајќи се на новоизградениот детски забавен парк, кој се наоѓа во состав на подрачното основно училиште Братство Единство. За разлика од пред неколку години, кога имаше недостаток од детски игралишта во општина Петровец, сега општината може да се пофали со 13 детски игралишта во сите населени места. Како што напомена градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, со големо задоволство ова игралиште го придава на најмалите, бидејќи представува уште еден во низата негови реализирани ветувања. Ова го ветив на дечињата од ова населено место и денеска сме сведоци дека тоа што сме го ветили сме го реализирале. Вкупно на територијата на општина Петровец имаме изградено до сега 13 детски забавни паркови. Ни останува само уште едно населено место, тоа е Чојлија, значи во наредниот период и таму ќе започнеме со изградба на детски забавен парк и со тоа го закружуваме целиот тој проект изградба на детски забавни паркови во сите населени места онаму кај што има деца. Митевски најави изградба на детско игралиште и во населеното место Чојлија, со што ќе се заокружи проектот за изградба на детски игралишта во сите населени места. Во чест на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, детскиот културен центар Карпош ќе организира традиционалната манифестација Го градам, мојот град, намената за децата од предучилишните установи. Детскиот културен центар Карпош и оваа година традиционално ја организира манифестацијата посветена на предучилишните установи, а во чест на градот Скопје, насловена Го градам, мојот град, 2018. Оваа манифестација има за цел да ги истакне детските творечки способности, детската креативност, а воедно и поопширно да ги запознае децата со денот 13 ноември и неговото значење за градот во кој живеат.
Секоја градинка, како и секоја година, ќе ја представува екипа од 5 деца, а објектот кој ќе се гради е по нивен избор, како и градежниот материјал што ќе се користи: коцки, цртежи, природни материјали како лисија, дрвца и друго. Манифестацијата Го градам мојот град 2018 ќе се одржи во просториите на Детскиот културен центар Карпош на 13 ноември во вторник, со почеток од 10 до 11 часот. За градинките учесници на оваа манифестација предвидени се символични подароци во знак на благодарност и соработка. Министерството за труд и социјална политика денеска информираше дека ќе се укине паричниот надоместок за трето и четврто дете. Наместо тоа ќе се добива еднократна парична помош во износ од 5.000 денари за прво дете, 20.000 денари за второ дете и 60.000 денари за трето дете. Министерството за труд и социјална политика денеска соопшти дека ќе се менува законот за заштита на децата. Со измените не се укинува надоместокот за трето дете, туку се унапредува во право на користење на надоместок за прво, второ и трето дете. На овој начин се проширува правото на користење еднократна парична помош за новороденче и се дава можност за тоа и за второроденото и за третороденото дете. Исто така, како што појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика, се прави прогресивно зголемување на износот. За прво дете висината на еднократната парична помош предвидено е да изнесува 5.000 денари, за второ 20.000 денари, а за трето новороденче 60.000 денари. Истовремено, освен што ќе добиваат еднократен надомест на сите семејства кои се со минимални приходи и корисници на социјална помош, им се овозможува пристап на правото за детски и на образовен додаток, чија крајна цел е да се намали детската сиромаштија. Во соопштението од Министерството се наведува дека додатокот за трето дете кој беше наменет со цел зголемување на наталитетот, според податоците немал никаков ефект. Стапката на наталитет според податоците опаѓа од 13,3 во 2001 година до 11,1 во 2016 година. Од Министерството исто така вела дека овој додаток не бил наменет за сиромашните лица, односно додаток за трето дете добивале семејства кои се во многу добра економска состојба и немало никакво ограничување ниту потреба во однос на ова. Промените кои ги направивме ги отстрануваат овие проблеми и парите се насочени кон вистинските групи граѓани. Во држава со стапка на детска сиромаштија од близу 30%, многу извори покажуваат дека не е целисходно да се издвојуваат толкави средства без притоа значително да се влијае на намалувањето на сиромаштијата, се наведува во соопштението. Како што се додава, стекнатото право на родителски додаток за трето и четврто дете ќе продолжи да се остварува. За трето дете до завршување на периодот од 10 години, а за четврто дете и кај единствениот родителски додаток до завршување на периодот од 15 години. Промените се однесуваат на новите корисници, истакнува ресорното министерство и дополнува дека правото на родителски додаток за трето дете ќе може да се остварува и понатаму, во периодот од 10 месеци почнувајќи од денот на влегување во сила на овој закон. За исплата на родителскиот додаток во 2017 година биле потрошени 2.643.706 денари. Управата за јавни приходи најавува брзо законско решение, што ќе содржи олеснителни околности за регистрација на пензионерите во Управата за јавни приходи, поради новиот концепт на годишната даночна пријава. Управата за јавни приходи најавува брзо законско решение, што ќе содржи олеснителни околности за регистрација на пензионерите во Управата за јавни приходи, поради новиот концепт на годишната даночна пријава. Директорката на УЈП Сања Лукаревска рече дека наредниот период за кратко време управата ќе излезе со законско решение што ќе се однесува за олеснителната околност на пензионерите кои остваруваат само приходи од пензија. За проблемите што се јавуваат со системот за регистрација, рече дека ги менаџираат секојдневно, но дека на корисниците им стојат на располагање шалтерите во УЈП во Скопје, како и телефонските линии со цел да се надминат проблемите. Мобилните екипи на УЈП секојдневно се на терен. Дали одиме кај даночни обврзници, мали, средни и големи, дали одиме во сите министерства, имаме контакт со огромен број лица кои треба да се регистрираат. Некаде оди поспоро, некаде побрзо, меѓутоа кога станува збор за една ваква реформа, сепак треба да се има предвид дека тешкоти ќе има, меѓутоа на крајот ќе се види резултатот, истакна директорката.
Таа додаде дека е побарана помош и од општините да обезбедат простори и техничка опременост со цел да може да се изврши регистрацијата на даночните обврзници, а и телефонските линии на сите оние што одат на терен се постојано достапни. Ова е прва година и очекувавме дека ќе имаме вакви проблеми. Меѓутоа, стартот го означивме и ќе одиме до крај, потенцира Лукаревска. Времето денеска беше сончево со температура до 16 степени. За утре не очекува слично време, исто така со температура до 16 степени. Во сабота температурата ќе го достигне 15 степен, во недела повторно имаме 16 степени, а во понеделник се најавени 17 степени Целзиусови. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на довербата. За повеќе информации останете со нас и следите нашата веб страна mtm.mk. Довидување.